Благодарам. Колешке, кога ве слушам како го користите тој термин нашата земја, вашата земја, се прашувам толку ли многу ве страф дали ќе ве искарат во вашата партија ако го употребите еднаш зборот Република Македонија. Толку ли ви го забранија тој збор да биде користен на оваа говорница, па мора да го користите тој термин нашата земја, северна, папагалски да повтарате и мислите дека ќе го наметнете вашето влијание врз сопствениот народ. Но да се вратам на буџетот, ребалансот на буџетот во Република Македонија. Прво, не знам дали сте свесни дека вие испишувате историја. Пишувате историја, ама црна историја. Затоа што имате историски највисоко задолжување. Затоа што имате историски највисок буџетски дефицит. Затоа што имате историски највисока инфлација. Затоа што имате историски најмалку инвестиции, и капитални инвестиции, и странски директни инвестиции. И затоа велам дека испишувате црна историја. Но она кое што вие милувате да го споменете е дека блескате во економијата, но јас ќе ви кажам дека вака ако продолжите ќе бидете школски пример како не треба да се води економија. Ќе се изучувате во основите за економија како не треба да се води макроекономска политика. Затоа што невработените, кои што секојдневно се пријавуваат во Агенцијата за вработување, го сведочат тоа, односно ви ги демантираат сите ваши излагања овде дека светат работите во државата. Или да се изразам со друг жаргон, да дадам еден пример, вашиот тим веќе четврта година губи по 3-0, 4-0, а вие наместо да ги погледнете резултатите и да променете нешто, вие ги убедувате вашите навивачи дека резултатот е слаб, но имате добра игра. Е така исто и во економијата. Бројките ве демантираат, историски најлоши бројки и во задолжување, и во дефицит, и во инфлација, и во невработеност, но вие тука ни кажувате како тоа цветала економијата, како работите одиле на добро, како сме имале инвестиции, а секојдневно сведочиме на нови задолжувања, на нова инфлација, на нови ценовни шокови, на нови невработени. Е, тоа е она кое што денес се случува, повторно ќе кажам, во Република Македонија.